Устапка за легализација на истите. Здраво! Го следите најновото издание на емисијата Студенти. Како и секогаш, така и овој пат сме расположени за прашувања. Во оваа емисија прашуваме колку студентите се запознаени со нивните права, разговараме за полагањето на испити, за сместувањето во студентските домови и уште многу други теми. Но ајде на почетокот да видиме колку нашите студенти се информирани во однос на овие прашања. За бранење на студентските права задолжен е студентскиот правобранител. Оваа година е вториот студентски правобранител од донесувањето на законската можност тој да биде дел од студентските редови. Токму затоа се обративме до Симона Јандревска, овогодинешниот студентски правобранител. Симона, кажи ми најнапред која е процедурата за избор на студентски правобранител? Студентскиот правобранител се бира по истек на мандатот на претходниот правобранител во период од 2 години по предлог на студентскиот парламент и воедно тука е на можност како студентскиот парламент и студентскиот правобранител соработуваат како институции. Имено постои јавен конкурс во период од 1 месец кога се пријавуваат кандидатите, по нивните кандидатури одат на разгледување кај студентскиот парламент и студентскиот парламент номинира член кој што понатаму Сенатот како највисоко тело на универзитетот го избира. Значи всушност студентскиот правобранител го бираат професорите, односно сенаторите на универзитетот. Кажи ми што е она што те натара ти да се кандидираш за оваа функција? Јас сум активна во невладиниот сектор уште од својата 16 годишна возраст, но конкретно со проблемите со кои што се соочува студентите, почнав јас да се соочувам кога стапнав на овој факултет, нели како и секој студент, и воедно тоа ми беше желба и мотив и јас да се вклучам активно да учествувам во животот на студентите, затоа што сметам дека секоја промена носи добро само доколку се влие однатре. Односно, за животот на студентите може да се говори само оне и може да говори само оној, според мене, кој што е активно вклучен во неговото подобрување, така да сметам дека како еден засегнат студент можам да предонесам со мојот ангажман и активна сум како личност, сакам да се ангажирам во невладиниот сектор и сметав дека едноставно оваа позиција која што би можела добро да ја работам и затоа и се пријавив. Следен наш чекор е да провериме колку студентите се информирани за работењето на студентскиот правобранител. Ние подготвени со едноставни прашања и сигурни дека нашите млади академски граѓани се добро информирани и како се вели, иднината на секоја земја е во младите. И овие млади се академски граѓани. Да ја проследиме анкетата во која јас и снимателот како да трчавме за маратон. И немавме многу успех. Нашиве студенти беа подобри од нас, ма тие беа одлични. Ќе ги пријавиме на следното првенство во брзо трчање. Извинете, брзо бегање. Знаеш за постоењето на студентскиот правобранител? Знам. Да, знаеш кои се неговите цели и функции? Тоа не го знам. А едно прашање, кажете ми, знаете за постоењето на студентскиот правобранител? Не. Не сум информирана. Не. Никој не е информирал. Студентски правобранител. Прв пат слушам и не знам зашто станува збор, најискрено. Да, и не знам ни која е таа личност, не е објавено нигде, значи појма немам, стварно. Не знам. Не знаеш за неговите функции? Ништо. Сум слушнала, да. Не знам, немам слушнала. Не знаеш за какво се студентски правобранител? Не, никако. Не. Дали знаете дека постои студентски правобранител? Да. Да, знаеш кои се неговите цели, функции, задачи, запознаен си со неговата функција? Знам, ама знам дека не ги извршува. Да, зашто? Па, појма немам се, ја не сум адекватен за да го одговорам тоа прашање. Ако не си за адекватен, ако не ние студентите? Па, треба ти што го изгласуват, ја не сум гласал за него, затоа што мислам дека не е легитимен. Дали знаете дека постои студентски правобранител? Не знаеш? Знаеш дека постои студентски правобранител? Дали знаете само дека постои студентски правобранител? Да. Да, задоволни сте од неговото функционирање? Не искрено, па затоа што не осекам нека посебна разлика во тоа што се случува. Нема воопшто никаква информираност на студентите во однос на студентски правобранител, студентски парламент и слично. Така што мислам дека треба многу повеќе да се информираат студентите и уклучени во тоа.
целиот процес. Не. Послушам. Не сум запознаен, да ви кажам, зашто никад не ми исконтактирала вака. А што мислиш на што се должи таа неинформираност? Па, веројатно на неговата неангажираност. Кажете ми, знаете ли дека постои студентски правобранител? Сум запознаена и немам никаква корист од него, барем на факултет девојката е многу нељубезна. Не воопшто. Да. Да, да. 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 За активностите не, само знаеме дека постои. Па се уште не сме побарали некои потреби од таму, ама знаеме дека постои. Мислиш ли дека студентскиот правобранител доволно ги штити правата и обврските на студентите? Па да. За активностите, да, кои ги врши студентскиот правобранител и за правата на студентите. Сум слушал, да, ама не сум имал потреба за да се консултирам или за такви работи. Нашава анкета покажа дека студентите воопшто не се информирани, а беа опфатени повеќе од 50-тина. Не се информираат и тоа за своите можности како да ги остваруваат своите права во текот на студирањето. И понатаму, сите најважни разговори ќе бидат во бифињата, по ходниците, на журките, но никако јавно и гласно. И никако да сватиме дека станува збор за нашите права, зарем не? За разлика од нашиве студенти, ние бевме подготвени со многу прашања за Симона, студентскиот правобранител. Како е да се биде на оваа функција? Тешко ли е? Па, искрено тешко е во поглед на тоа дека се уште сум студент и се соочувам со многу прашања кои што не се познати за мене како студент на правниот факултет, заради тоа што секој факултет на УГИМ, иако се работи за еден интегриран универзитет, односно на целина, е различен и секој факултет се соочува со различни прашања и различни дилеми. Во таа смисла, мислам дека е проблематично малку да се биде правобранител, односно се биде вклучен активно во студентскиот живот, но од друга страна тоа е една искрено доблест и сум многу задоволна од тоа како досега се спроведува и од соработката со студентскиот парламент. Без нив немаше да имаме толку успешни акции и воедно едноставно мислам дека ќе бидеме и подобри во иднина. Кога веќе ги споменавме проблемите, кажи ме кои се моменталните проблеми на кои работиш? Моментално се организираат трибини, значи работиме на тоа да ги информираме студентите што се нивните права. Најголемиот проблем со кој што се соочуваат студентите всушност дека се неинформирани во целост, дека имаат определени права, но исто така се неинформирани дека нив ги товарат определени обврски. Било да се тоа финансиски, било да се тоа административни обврски, затоа што секој човек за да може воопшто да бара да се заштити некој негово право, мора при тоа да ја исполни определени обврски кои што пропратно со тоа право. И проблеми на кои што работиме моментално, како и претходниот правобранител, се продажба на учебници, доцнење, административно доцнење и слично. Го споменавме студентскиот парламент. Кажи ми каква е соработката со студентскиот парламент, со ректорската управа и со сенатот? Студентскиот парламент имаме одлична соработка заради тоа што едноставно сите сме студенти, било да сме иста генерација, помали, постари, не е битно. Сите се трудиме и сите се обидуваме да придонесеме до тоа да се подобри, да се зголеми стандардот на студентите. Тоа го правиме по пат на организирање на заеднички настани, заеднички трибини. Меѓуинституционалната соработка помеѓу правобранителот и парламентот е на високо ниво. Ние сме независни институции, независни тела, но во секој случај парламентот е секогаш тука да ме поддржи мене кога мене тоа ми е потребно и истото го правам и јас за парламентот заради тоа што се работи за иста таргет група кон која што сме ние насочени. И јас се грижам за заштита на правата и интересите на студентите, истото го прави и парламентот. Нашите следни соговорници се Димитар Димитровски и Никола Атанасов и ќе започнеме од мојата лева страна со Димитар. Димитар, кажи ми еве кои се целите и задачите на твојата функција? Најбитна цел, јас мислам дека е да се информираат студентите за своите права, но и обврски секако. Бидејќи досега на економскиот факултет немало заменик правобранител и работите не били извршувани како што треба можда во минатото, но од сега треба да се работи повеќе на тој случај, да се информираат студентите за своите права, активности и се понатака. Потоа треба да им се кажат своите права, да дојде до близок контакт помеѓу студентот и професорот, асистентите, секако службата за студентски прашања, да не се плашат да ги кажат своите проблеми и тоа. Кои се активностите или еве подобро да кажам предизвиците со кои што се соочуваш моментално? Моментално работиме на повеќе случаи.
но до сегашната практика, колку сум ја 3-4 месеци на оваа позиција, укажува дека имаме слух од институциите, значи добра соработка со деканот, продеканите за настава и за наука и дека добра соработка имаме меѓусебна, се решаваат проблемите, нема посебни некои големи проблеми, имаат слух за нашите барања, за студентските барања. Така, и од мојата десна страна, како што веќе кажав, Никола. Никола, кажи ми на кои проблеми ве ти работиш моментално? Моментално, значи, според економската ситуација во држава, многу студенти се соочуваат со неможност за плаќање на редовно на тековниот семестар. Тука Машински факултет испаѓа во пресрет на студентите да ја овозможи одложено плаќање, односно плаќање на рати на студентите. Тоа се остварува со претходно исполнување на некои услови, односно да немаат долгови од претходните семестри или години. И да кажеме на крај за идните проекти кои планирате да ги реализирате? Како иден проект, најпрво би ги охрабрил студентите од малите групи на факултетот, каде што групи од 10 до 15 студенти, каде што немаат храброст да можат да го искажат својот проблем. Во комуникација со студенти, јас значи секојдневно слушам разни проблеми, но не можам да реагирам доколку не дојде студент ке мене да се пожали или да го каже проблемот. Кажи ми што е она што те натера да се кандидираш за оваа функција? Ме мотивира она што можам да имам овластување да помогнам на многу колеги. Некогаш сум се можда и ја наоѓал во ситуација каде што ми требала помош, па така да сега ево блиските колеги што можам да ги информирам за било што и да ги помогнам во одредена ситуација доколку имаат потреба. Димитар, кажи ми ти, тешко ли е да се извршува функцијата на студентски правобранител? Може да се каже, тоа е голема обврска пред се. Многу должности се дава има во оваа работа и не е мала работа, мислам, да се извршува оваа функција. Мислиш ли дека ти успешно извршуваш функцијата? Сега за сега мислам да, другото оставам на студентите да кажат дали добро или не. Освен со студентскиот парламент, со кои други институции имате соработка? Во рамки на универзитетот имам соработка и со Сенатот, односно секогаш кога се презентира годишен извештај за работа и слично, тогаш имам своје излагање пред Сенатот, односно презентирам во што се состои мојата програма и слично, или пак бранењето на буџетот и барањето воопшто воедно на нов буџет. Тоа се презентира пред Сенатот заради тоа што, како што веќе напоменав, јас сум како орган на универзитетот избран од Сенатот и јас пред Сенатот полагам сметка за своето работење и барам, односно поставам прашања за она што сметам дека или ми е нејасно или дека треба да се дискутира во рамки на академската средина. Во рамки на универзитетот, освен со Сенатот, имаме соработка и со сите декани, односно целата студентска и војна администрација на факултетот излага во пресрет секогаш кога тоа ќе го побарам како орган, заради тоа што неретко се случува студентите да се жалат на некои административни пропусти кои што се чисто вина на факултетите. Надвор од универзитетот соработка имаме и со Државната комисија за спречување на корупција и развој, односно таму сум јас член и таму има член исто така и представник од студентскиот парламент како представници на УКИМ, во насока на тоа да дискутираме за проблеми кои што се однесуваат на корупцијата, начини на кои што таа може да се подобри, составуваме извештаи и одговараме на тоа како се решаваат проблемите кога ќе се појави корупција во рамки на универзитетот. Кои се твоите идни поставени задачи? Идните поставени задачи на правобранителот се да се обидам да им излезам во пресред на сите студенти кои што тоа ќе го побараат. Независно тоа дали станува збор за пријавување на некои коруптивни действија, иако настојувам секогаш да ги опоменам студентите дека кога станува збор за корупција тоа е двострано дело и треба да биде казнет и оној кој што дава мито, но и оној кој што прима мито. Така да и студентите мора да бидат едноставно запознаени со тоа дека не смеат да даваат
мито и покрај тоа што некој професор би го поборал тоа, студентите сега верувам дека имаат каде да се обратат. Било да е тоа Државната комисија за спречување на корупција, јас како институција, студентскиот парламент и така натаму. Исто така се обидуваме и да ги информираме студентите малку повеќе за тоа што се европските програми кон кои што тие може да се насочуваат, односно фондовите преку кои што тие може да одат да аплицираат во странство за размена на семестар и така натаму. Значи имаме некои определени задачи кои што произлегуваат од проблемите со кои што се среќаваат студентите. Од разговорот со Симона, Димитар и Никола и нивните предлози, искрено ние сме задоволни. Колку ќе бидат задоволни моите колеги студенти, останува да чекаме. Ова емисија е за нив и тие можеби ќе сакаат да кажат нешто, ако имаат што да кажат. Останува да чекаме. И после толку многу прашања и дискусии, морам да признам дека ние се уморивме. А претпоставувам дека и вие пред малите екрани се чувствувате исто така. Затоа нашиот предлог до вас е да се одморите, а ние во меѓувреме веќе подготвуваме нови прашања и нови теми за студентите. До следната емисија, останете поздравени.